убиството како чинна жртва во македонското револуционерно дело. За време на останичката 1903 година, македонските борци принале огромни жртви за слободата на татковината, за автономија на Македонија. Многумина од нив, доследни на заветот кон организацијата, ги положиле своите животи за посветла еднина на генерациите што доаѓаат. Впрочем, токму со таа парола, слобода или смрт, тие и тргнувале во борба. Многумина херои во таа бурна 1903 година сами си ги одземале животите, принесувајќи и како собствен влог пред олтарот на слободата. Едни тоа го правеле од убедување, други затоа што сакале да и пркосат на смртта и со тоа да и дадат посилен печат на борбата за слобода. Трети пак затоа што не сакале живи да паднат во рацете на непријателите и со тоа да избегнат брутално мачење или долгогодишни или пак доживотни робувања по османлиските затвори. Некои пак со своето саможртвување ги спасувале животите на другите. Како и да е, сите тие се дел од пантеонот на македонската борба. Набрзо по солунските атентати, на 21 мај 1903 година, во битолското село Могила се самоубива војводата Парашкев Цветков. Парашкев Цветков е роден 1875 година во Плевен. Студирал музика во Прага, дипломирал на конзерваториумот во Дрезден. По враќањето бил професор по музика во Плевен, воедно диригент на хорот и оркестарот. Во исто време бил и редактор на весникот Нова струја. Овој интелектуалец во 1902 година, за време на судирот помеѓу ЦМОРО и Врховниот комитет, застанал на страната на организацијата. Понесен од праведноста на македонската борба, Парашкев Цветков есента 1902 година ја напуштил Бугарија и станал учител по музика во Битолската екзархиска гимназија. Пред да замине од Бугарија, задграничното представништво го препорачало до Централниот комитет во Солун, каде бил кооптиран во Битолскиот окружен комитет на ТМОРО, бидејќи добро ги разбирал принципите на организацијата. На почетокот на 1903 година, односно по донесувањето на одлуката за востанието, Цветков го напушта учителското место во Битолската екзархиска гимназија и излегува на терен како реонски војвода. Токму во тоа својство, како реонски војвода, тој зема учество на Смилевскиот конгрес како делегат за Смилевско-ѓаватскиот регион. За време на конгресот Парашкев Цветков бил избран за секретар на истиот, а притоа станал и член на горското началство за Смилевскиот регион. По завршувањето на конгресот, Парашкев Цветков со својата чета продолжил да го обиколува Битолскиот регион во функција на подготовка на востанието. Во неговата реонска чета се нашол и војводата дедо Андреј Петров. Токму во својство на реонски војвода, за време на подготовките за започнување на востание, Цветков ги организирал блиските битолски села. Токму така се нашол на 20 мај 1903 година се нашол во блиското битолско село Могила. Но поради предавство, утрото на 21 мај, Могила била опколена од силна османлиска војска, која била поддржана со артилерија. Притоа започнала жестока битка која траела до зајдисонце. Војводата музичар цел ден со песна ги бодрел своите соборци. Вечерината, четата се обидела со јуриш да си пробие пат низ запаленото село. По предавство, кое што се претпоставува дека го извршил извесен Христо од село Секирани, османлиски војски ја опколиле Могила. Започнала прилично долга битка во која што овој војвода музичар постојано со песна ги мотивирал своите соборци. Во Могила покрај Цветков се наоѓале уште 20 четници. При пробивањето,
Парашкев бил ранет и за да не падне во османлиски раце, си го одзел животот со сопствениот револвер. Во битката кај Могила, освен војводата Цветков, загинали уште 12 комити. Поради ова загуба, Ѓорги Сугарев, во знак на одмазда, го ликвидирал својот роднина Христо од село Секирани, за кого што се верува дека го извршил предавството. Херојскиот подвиг на војводата Цветков е опеан во народната песна "Во Могила Цветков мртов падна". Ајде, кажи, мајко природа, кажи народе денес што имаш, кажи народе денес што имаш. Долу во полето, село Могила, таму се бие Цветков војвода со неговата верна дружина. Бие се Биѓун и негова дружина, и со него беше дедо Андреја. И со него беше дедо Андреја. Бие се Биѓун со турска војска. Во Могила Цветков мртов падна. Во Могила Цветков мртов падна. Заради братство за слобода. Лежи спокоен славен јунак. Лежи спокоен Цветков војвода. Најголем символ на колективна саможртва представува битката на Слива, во која што загинал речиси целиот одред, докрај исполнувајќи ја наредбата на Крушевското горско началство со своите животи да го возможат извлекувањето на главнината на востаничките сили и цивилното население од опколеното Крушево. Голем дел од припадниците на овој одред во последен момент се самоубиле. Илинденското востание, иако очекувано, сепак ги изненадило османлиските власти, барем таков бил впечатокот во првите денови по објавувањето на востанието. Веста за слободното Крушево брзо се проширила низ балканските и европските метрополи. Со тоа, авторитетот на султанот бил разнишан како пред домашната, така и пред меѓународната јавност. По првичната востаничка иницијатива, османлиските власти презеле мерки за брзо задушување на востанието и воспоставување на поредокот. Со тоа, требало да се одземат мотивите на европската дипломатија за актуализирање на македонското прашање. Во таа смисла, прво на удар пред големата османлиска офанзива се нашло Крушево како символ на востаничкиот успех. Завземањето на Крушево во 1903 година од страна на востаниците представува највисок дострел во Илинденското востание во 1903 година. Веста за освојувањето на Крушево брзо стасала во балканските и европските метрополи, а тоа пак навистина представувало сериозно загрозување на авторитетот на султанот како пред домашната, така и пред меѓународната јавност. Додека османлиските сили се подготвувале за задушување на востанието, Крушевското горско началство на чело со Никола Карев организирало привремена востаничка власт во Крушево, позната како Крушевска република, и го подготвувало градот за одбрана. За неколку дена бил изграден систем од ровови на стратешките позиции околу градот. За одбрана на слободната територија, горското началство располагало со околу 1200 востаници. Во таа смисла, додека востаниците се занимавале со воспоставување на својата револуционерна власт во Крушево и подготвување на градот за одбрана, османските власти превзеле сериозни мерки за негово освојување. Со османските сили генерално за освојувањето на Крушево раководел Бактијар Паша и главнината на османските сили тргнала од Прилеп под негова команда. Веќе на 11 август Бактијар Паша со најголемиот дел од османските сили од Прилеп се придвижил кон Кривогаштани, а во исто време големи османски воени единици тргнале од сите страни кон Крушево. Така, еден одред, поголем одред се придвижил од Битола на север кон Крушево. Тоа значи треба да го опколи градот од југ. Други османски сили тргнале од Кичево кон Крушево, кои што требало да действуват од северозапад,
и еден дел од оние сили што биле пред Кривогаштани се развиле на потегот североисточно од Крушево кон селото Норово. На тој начин Крушево било обколено од сите страни. Утрото на 12 август 1903 година, османлиските војски започнале систематски да настапуваат кон Крушево од сите страни. Пред да преминат во тотален напад, Бахтијар Паша кон востаничкиот логор во Крушево го испратил крушевчанецот Костанјик, за да им предложи на востаниците да се предадат без борба, доколку сакаат султанот да им прости за извршениот престап. Горското началство, составено од Никола Карев, Тома Никлев, Тодор Христов и Антигон Хаджов, откако ја добило оваа вест, по кратко советување го вратило парламентарецот назад со одговор: ние не востанавме за да се предаваме, туку да се бориме за извојување на слободата на Македонија. По таквиот одговор, Бахтијар Паша наредил жестока акција. За да ги мотивира војниците и Башибозокот, Бахтијар Паша им ветил 3-дневна плячка, неказната плячка во Крушево, со тоа всушност сакал да ги мотивира тие да настапат пожестоко кон Крушево. Не чекајќи ги одредите од Кичево, Бахтијар Паша наредил жесток настап со активно дејство на артилеријата, како по востаничките позиции, така и по градот. Борбата започнала по сите сектори. Поголемиот дел од градското население се собрало на висовите гумење, Струнга и Плочи, од каде го надгледувало судирот во исчекување на својата судбина. Во прво време, востаничките одреди се држале добро и со своите вешти маневри ги одбегнале големите загуби од артилериското дејство. Во меѓувреме, при горското началство стасала веста за настапувањето на кичевскиот османлиски одред од северозапад. Кога дојде во прашање напредувањето на османлиската војска непосредно да го завземе ослободеното Крушево, тогаш горскиот штаб, односно станичкото раководство на Крушевскиот револуционарен район, одлучи да примени на тактика за повлекување на востаничките сили од градот Крушево, за да може да се поштеди од неминовните разорувања и ограбување и насилство што ги пременува османлиската војска и Башибозокот во борбите, односно при навлегувањето во населените места, особено во време на Илинденското востание. Тогаш била донесена одлука главнината од силите да одстапи во правец на Осој. Истовремено, горското началство на привремената влада и препорачало да го предаде градот за да го спаси од разурнување. Овие одлуки биле донесени под влијание на две околности. Предходниот ден, Крушевското горско началство добило писмо од Борис Сарафов од име на главниот штаб, со кое ги информирал за настапот на османлиските сили од правец на Битола. При тоа им советувал доколку Крушево биде нападнато со големи сили, востаниците да го напуштат градот, за да се зачува главнината на силите за понатамошно продолжување на борбите. Мнозинството учесници на советувањето налагале повлекување од тактички причини, за да се спасат градот и населението. Од стратешки аспект, горското началство сметало дека со одстапувањето ќе го привлече вниманието на османлиската армија и ќе ја наведе во теснините на реката Жаба, каде би немала можност да се развие и на тој начин да и се нанесат поголеми загуби. Меѓутоа, за реализација на овој план веќе било доцна. Османлиските одреди кои настапувале од северозапад, откако ги слушнале првите артилериски орудија, го забрзале маршот и се надвиснале над Крушево. Најголем противник на планот за одстапување бил војводата Питу Гули. На таквата одлука на горското началство единствено се спротивставил Питу Гули, кој што демонстративно го напуштил војводскиот совет и заминал кон Мечкин камен, сметајќи дека ако треба, градот треба да се претвори во пепел и прав, но да не се остапи без борба. Питу Гули останал буквален поклоник на заветот: ако нема слобода, има смрт. Не подчинувајќи се на одлуката од горското началство, тој решил да се бие на Мечкин камен до крај.
Никола Карев и повеќето војводи сметале дека со повлекувањето низ борба ќе се зачува главнината од силите, а и Крушево од опустошување. За Карев, овој дел од востанието представувал само една етапа од борбата за слободна Македонија, која не треба да заврши тука. Согласно со наредбата на востаничкото водство на штабот, на горскиот штаб, требаше да се обезбеди стратегиски излекувањето на востаниците од подрачјето на Крушево и нивното преминување во планинските делови, за да може понатаму да се изврши нивно повлекување. Согласно одлуката на горското началство, главнината од востаниците и дел од населението почнале да се извлекуваат кон Гумење. При тоа меѓу востаниците што отстапувале и војската што настапувала, започнале судири на отворено кај Горно Гумење, Стари Ливаѓе и кај Везенково. Таквиот развој на настаните не му се допаднал на амбициозниот командир на османлиските војски што настапувале од правец на Кичево. Тој горел од желба прв да влезе во градот. Поради тоа им дал можност на востаниците да се повлечат кон Везенковските гори и длабока река, а самиот тој ја зазел Демировата корија, која претходно поради предпазливост била подложена на артилериски оган. На тој начин успеале да се извлечат повеќе одреди. Ташко Карев, притиснат од многобројната војска, кај местноста Којов Трн, согледувајќи дека е загрозен од Задград, по получасовна битка, откако загубил 6 востаници, одстапил кон гората. Во меѓувреме, кај стратешкиот премин Слива, бил распореден дел од одредот на Тодор Христов, офицер и одличен стратег. Со востаниците командувале војводите Ѓорги Стојанов, крушевчанец по потекло од Арилево, и Диме Смугрев од село Обрешани, познат под името Полски цар. Најважната стратегиска позиција во районот на Крушево, која што може да се обезбеди таква заштита и обезбедување, беше подрачјето, односно местноста Слива. Слива како стратешка точка на надморска височина од 1357 метри, сместена помеѓу два рида, на востаниците им давала висинска предност и одлична прегледност на теренот. Но од друга страна, при евентуално опколување, оваа позиција не дава никакви можности за повлекување. Од тие причини, овде претходно били ископани ровови. Се наоѓаме на стратешкото место Слива, каде што во време на Илинденското востание се одиграла една од најзначајните битки во македонската историја. Поточно тоа е место лоцирано северозападно во околината на Крушево, каде што оделението на Ѓорѓи Стојанов од одредот на Тодор Христов имало за задача да го спречи навременото влегување на турскиот аскер и Башибозук, кој што се упатил кон Крушево од Кичевската касарна. Од ова извонредно стратешко место, востаниците од одредот на Ѓорги Стојанов и Диме Смугрев започнале да се спротивставуваат на предницата на аскерот, кој настапувал од Кичево. Според еден од преживеаните борци, кога се појавила предницата на аскерот на околу 500 метри пред Слива, неговата опашка се уште била на редовите кај пуста река, што всушност представува растојание од околу 5 километри по воздушна линија. Според информациите кои што ги имаме во мемуарите или спомените и реминисценциите од илинденците, се зборува за 2 до 5 илјади турски аскер кој што се упатил кон Крушево од оваа страна. Додека турските извори говорат дека тоа бил 3080 турски регуларни војници, плюс Башибозук. Во магнетофонскиот запис на Мицко Петрески, роден во село Арилево, веднаш под самиот врв на местноста Слива, кој што учествувал во битката, тој соопштува дека кога првите турски војници се доближале до дометот на дострелот на пушките со кои што располагале востаниците, опашката од аскерот се уште била во цер. Така што од ова може да се добие на представа колку аскер доаѓал кон Крушево од таа страна. По првите судири, од оваа позиција се извлекол десетарот Лаќу Горцу. Тој со своето одделение го искористил моментот да се повлече пред конечната драма, кога челните османлиски војски биле задржани. При тоа се придружил кон одредот на Иван Наумов Алабакот. Другите за тоа немале време, ниту пак сакале тоа да го сторат. Алабакот при своето повлекување оттука му предложил на Ѓорги Стојанов да ја напушти оваа позиција и да се повлече во гората,
но тој категорично одбил. Војводата Ѓорѓи Стојанов имал предвид неколку околности. Прво, тој се уште немал наредба од горското началство за повлекување. Второ, сметал дека ако се повлечат, ќе нема кој да ги заштити другите кои се повлекуваат. Свесен дека доколку ја напуштат позицијата на Слива, ќе го олеснат османлиското продирање и ќе го загрозат излекувањето на останатите востанички сили и населението, тој одлучил да останат и да се борат до крај. Трето, токму тука на Слива се наоѓала нивата на неговите предци. Тоа е татковина, а татковината треба да се брани. Ако неговите предци ја залевале со пот, судбината налагала тој да ја залее со својата крв. Во таква ситуација, војводата Ѓорѓи Стојанов ја презел командата кај Слива. Тука бил и војводата Диме Смугрев. Наспроти техничката и секоја друга подготвеност на османлискиот аскер во станиците не располагале со доволно добро оружје. Оружјето со кое што располагале немало ни доволен домет да стрела до самата војска, па морале да ги причекуваат да се доближат. Тука се движела и турска коњаница која што неколку пати се обидела да ги пробие рововите. Не се дозволуваше истрели од страна на комитите, од борците, се додека непријателските војници не се приближат, за да може ефикасно оган да се отвори и да може што повеќе да се на нас загуби или да се забавува нивното напредување кон позициите на бранителите. Одредот броел околу 40 на борци, главно млади момчиња на возраст од 16 години, кои доброволно им се приклучиле на востаничките одреди, иако никогаш претходно не држеле оружје в рака. За да ги охрабрат своите борци, водачите им се обратиле со зборовите: "Браќа, часот е велик. Непријателот е пред нас, но и примерот за саможртвување е пред нас. Да докажеме дека сме корави македонци, упорни борци и доблесни синови на родината. Од височините на Белавода, врвот на Слива, Македонија ќе го гледа нашиот подвиг." Потоа во станиците во ниеден случај не отстапиле од своите ровови, ни дори кога биле предизвикани на уџум, односно битка на нож. Тоа било една од стратегиските најверојатно определби до последен момент да не ги напуштат рововите. Како што соопштува Мајски во Крушево и неговите борби за слобода, во еден период дури почнале аскерот да извикува кон во станиците дека подобро е да се предадат, султанот ќе им прости, гревота било за нив да гинат млади, не било ни тоа прифатено. Многу често се одговарало и со револуционерни песни, пцовки и при тоа аскерот бил принудуван да се повлекува во околината на коријата. Патем, во престрелката, повремено се вклучували и одредите кои се повлекувале одоколу. Општата препорака кон нив била да помогнат каде што можат и колку што можат, но кога ситуацијата ќе стане невозможна, да искористат првата прилика за повлекување. Под жешкото августовско сонце, овие борци, изморени и истоштени, со суви и спукани усни од жети од песни, достојно и бестрашно го бранеле своето право на живот, за да ги спасат животите на мнозина други. На турските повици "Предадете се, вие сте млади, жално е за вас", тие одговарале со оган и песна. Муницијата и пушките на загинатите биле прибирани од живите за да се искористи се што може во нерамноправната борба. Во меѓувреме, редовите на борците се проречувале, а муниција имало се помалку. Многобројната војска целосно ги опколила рововите, во кои половина од борците веќе биле убиени. Војводата Ѓорѓи Стојанов, кој што е раководел битката и според информациите кои што ги изложува Мајски во епопејата на Крушево, бил позициониран во средината на ровот за да има комплетна позиција и контрола над неговите десетари, така што им заповедувал да стрелаат секогаш во месо. Едното крило да стрела во коњите, другото крило да стрела во аскерот и башибозукот. При последната мешаница, еден османлиски коњаник со својата сабја го прободел војводата Ѓорѓи Стојанов. Меѓутоа, востаникот Светко веднаш го одмаздил војводата, убивајќи го коњаникот со истрел од својата пушка. Смртта станала неизбежна.
Но еднаш прифатена, таа треба да се пречека достоинствено. Во последниот одлучувачки момент, неколкуте се уште живи јунаци од Слива ги насочиле цевките во своите усти и си ги разнеле черепите. По молкот кој завладеал, турците колебајки се, со страв пристапиле кон рововите. Мртвите јунаци лежеле на свежо ископаната црна земја, а среде нив и нивниот командант, војводата Ѓорѓи Стојанов. По заповед на османлискиот командант, војската со 3 плотони во воздух им одала почит за храброста. Во околните планини се уште одекнува овој последен татнеж од огнената стрелба во нивна чест. Нивните трупови подоцна сепак биле соголени и унакажани од башибозукот од Пласница. Неколку дена по битката, Бахтијар Паша им дозволил на блиските и на црковната општина да ги приберат труповите и да ги погребаат според христијански обичаи. Инакум сите востаници кои што се затекнати на Слива, сите се претежно затекнати во масакрирана состојба или во состојба на распаѓање на телата, затоа што августовското сонце го направило своето и некои веќе биле и голи, соблечени од дивите зверови. Блиските едва ги препознале своите, некои според парчињата од облеката, други според карактеристични белези. Во рововите на Слива биле пронајдени 32 трупа. Во битката загинале следниве крушевчани: Ѓорѓи Стојанов, Глигор Миту Крстев, Кицу Далнавир, браќата Киру и Мито Ангелеви, Коста Лапе, во чија куќа била сместена леарницата за оружје, Ѓорѓи Наумов Бањар, Косту Куфича и Ѓорчу Качамакот и уште 23 јунаци од крушевските села. Меѓу труповите било пронајдено и мртво тело на една девојка во брсјачка носија, покрај својот близок. Тука се случило и една интересна драма. Станува збор за девојката Злата Велева Богеска од село Селце од околината на Крушево, која што во обиколувањето на Крушево, во процесот на обиколување, еден бек од соседното село Норово се обидел да ја обесчести. Меѓутоа, тој имал еден недостаток, бегот бил куц. Девојката успеала со неговиот револвер да го застрела и испаничена, бегајќи кон востаниците, не предпоставувајќи дека тука ќе го најде својот вереник Цветко Стојчев, еден од изработувачите на црешовите топчиња, инакум повратник од Софија, печалбар кој што имал добри релации со револуционерите во Софија и во Македонија. И продолжува таа да се бори, значи кога доаѓа во ровот, продолжува да се бори во таа битка. Кога Бахтијар Паша после неколку дена им дозволил на роднините или на духовните црковни институции, односно црковната општина, да ги погребаат востаниците од Слива, Злата била најдена со остатоци од барут и барутни частички на своите раце и на својата облека. Паднатите јунаци кај Слива биле погребани во заедничката гробница на градските гробишта во Крушево. Битката кај Слива, една од најтешките битки за одбрана на Крушевската република за време на Илинденската епопеја, восхитува со пожртуваноста на македонските востаници. Во стратегијата на војувањето познати се примери каде што се жртвува мал дел од силите за да се спаси главнината. Оваа битка, како една од најтешките од Илинденското востание, представува токму таков случај. Благодарение на доброволната саможртва на 32 храбри борци, кои се бореле до последни сили, била постигната целта да се повлече и да се спаси главнината на востаничките сили и цивилното население. Историчарите се согласни дека оваа саможртва е рамна на подвигот на солунските атентатори, на саможртвата во битките кај Мечкин камен, на ножот. Секоја година, во раните утрински часови, на денот на чествувањето на Илинденското востание, младите поколенија
оддаваат почит на овие македонски херои пред споменикот кој што е подигнат на местото каде што се одиграла оваа крвава битка. Кон крајот на Илинденското востание, македонската мартирологија бележи уште едно самоубиство. На 25 септември 1903 година, откако бил тешко ранет во судирот со османлиската војска, кај селото Луково, Кратовско, се самоубил војводата Григор Манасиев. Григор Манасиев, по потекло од Кратово, бил просветен деец, револуционер и војвода. Педагошко училиште завршил во Ќустендил и извесно време учителствувал во Кратово, каде бил вклучен во револуционерната организација. Тој прилично рано се приклучил кон организацијата и во 1897 година за време на Виничката провала бил уапсен и спроведен во Приштинскиот затвор, каде што останал до 1901 година. Во 1903 година, односно во септември, кога во Битолскиот регион востанието веќе се наоѓаше во своите последни етапи, Григор Манасиев заедно со четворица други војводи, Никола Дечев, Атанас Мурчев, Тома Пожарлиев и Иван Топалчев, се упатил кон Кратовско за да го разгори востанието и во овој регион. Оваа групација на 25 септември била окружена од многобројна османлиска армија кај Кратовското село Луково. Во 10-часовната битка загинале војводите Иван Топчев и Никола Дечев, додека Григор Манасиев бил тешко ранет. Бидејќи не можел да се движи, војводата сам си го одзел животот, за да не падне жив во османлиски раце. 1903 година ја одбележаа многу настани кои станаа синоним за непоколебливата решеност на македонците да дадат се од себе за возвишениот идеал кон кој се стремеле, отфрлање на османлиската власт и извојување на политичка и национална слобода и своја држава. И покрај крвавото задушување на Илинденското востание, духот на македонскиот народ не бил скршен. Како што запишал авторот на Крушевскиот манифест, Никола Киров Мајски, духот на народот останал бодар, затоа што Крушевската република представувала олицетворение на неговата моќ и непоколебливата верба во победата на правдата и слободата. Со Илинденското востание, македонската револуционерна организација успеала во намерата да го интернационализира македонското прашање и да го сврти вниманието на Европа и светот кон Македонија. Европскиот и светскиот печат биле преполни со вести за ситуацијата во Македонија и крвавите репресалии на казнените експедиции на турската војска. Под раководство на истакнати личности од областа на културата, уметноста и политичкиот живот, како Лав Толстој, Максим Горки, Анатол Франс, Жан Жорес, Виктор Берар, Франс де Пресанс, Артур Еванс, Хенри Брейлсфорд и други, се создало цело движење за помош на македонскиот народ. Во Англија, Франција, Италија и Соединетите Американски држави се формирале македонски комитети, кои станале организатори на импозантни митинзи. Само во Англија биле одржани околу 200 митинзи за поддршка на борбата на македонскиот народ. Македонските борци во текот на Илинденскиот период со својата безусловна пожртвуваност, безкомпромисен хероизам, ги испиша најславните страници во историјата на македонскиот народ. Херојските самоубиствени подвизи на бројни познати и непознати македонски борци во текот на таа илинденска епопеја стана символ, патокас и инспирација на бројните генерации што доаѓаа по нив.